Собранието ги изгласа новите законски измени за безбедноста во сообраќајот како дел од обидите за подобрување на условите за сите учесници. Миријана Давидовска во овие вести прави пресек на овие усвоени измени и колку тие ќе придонесат за зголемување на безбедноста на патиштата, ми повели. Така Иван, во јавноста изминатиот период се јавија голем број на шпекулации во однос на тоа за какви измени станува збори, за какви одредби треба да се изменат со новите законски измени кои што вчера ги донесе собранието, дали возачите ќе треба и понатаму да почитуваат дел од одредбите или пак тие ќе бидат променети, па токму поради овие низа шпекулации да не дојде до поголема забуна кај возачите кои што се најактивни учесници во сообраќајот. Разговараме со секретарот во Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот господинот Ристо Манчев. Господин Манчев, возачите беа збунети извесен период, најпрво во однос на тоа дали треба и понатаму да возат и преку ден со вклучени светла на своите автомобили или не. Што донесоа новите законски измени? Да, значи најпрво би сакал да истакнам дека вчера во собранието на Република Македонија беше изгласан новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Меѓутоа овој закон стапува на сила, односно произведува правно дејство откако истиот ќе биде објавен во службен весник. Се до тогаш на сила е стариот закон. Она што е многу важно е тоа што во изминатите 24 часа се појавија многу шпекулации во врска со употребата на светлата. Дефинитивно, значи, според усвоените одредби од вчерашниот текст од законот, предвидено е задолжителна обврска за 24 часовна употреба на соборените или средни светла. Единствена измена во тој дел се однесува на делот на предвидени парични санкции. Тоа значи дека во денски услови некористењето на соборени светла предвидува парична санкција од 15 евра, додека во денарска противвредност се разбира, додека неупотребата на светла во ноќни услови предвидува парична казна од 35 евра во денарска противвредност. Значи до сега беше фиксна 35, сега има низа измени во казнената политика, но има измени во казнената политика во однос на тоа доколку службениците од МВР запрат возач кој што вози во алкохолизирана состојба или пак доколку возачите ја надминат дозволената брзина со кој што може да го движат своето моторно возило. За какви измени станува збор, колку ќе бидат повисоки овие казни? Да, брзото возење и управување на моторно возило под дејство на алкохол претставуваат најчести причини за предизвикување на сообраќајни несреќи со потешки последици. Токму затоа и новиот закон посебно внимание посветува на токму новите сообраќајни прекршоци. И новиот закон, она што е суштински важно е тоа што предвидува една градација во степенот на санкционирање во зависност од тежината на прекршокот. Така да доколку најригорозна е казната за возач кој што управува моторно возило под дејство на алкохол со повеќе од 2 промили на алкохол во крвта. Во таква ситуација покрај парична казна од 375 евра во денарска противвредност, предвидена е и санкција на одземање на возачка дозвола до 12 месеци, а исто така и новиот закон предвидува можност да алкохолизираниот возач биде задржан во полициска станица се до негово отрезнување, односно не подолго од 12 часа. Што се однесува во делот на надминување на брзината, најригорозна е казната за оние возачи кои што возат повеќе од 50 км над дозволената брзина. Значи тоа е особено важно, значи повеќе од 50 км над дозволената брзина, тогаш предвидена е парична казна во износ од 400 евра и секако можност за одземање на возачката дозвола. Може би и прерано да се елаборираат и останатите измени кои што вчера беа донесени во собранието, но еве накратко една ваша генерална оценка како Републички совет за безбедност во сообраќајот, што ќе донесат новите измени, дали навистина ќе подобрат безбедност на оно што и се целеше кога предлагачот, односно Министерството за внатрешни работи ги предложи овие законски измени? Да, новиот закон представува производ на реалните состојби во безбедноста на сообраќајот на патиштата. Истиот представува добра основа за понатамошно унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Самиот закон предвидува низа нови решенија, кои што се посебно важни и посебно би ги истакнале ограничувањето на брзината во населено место.
тоест намалување на максимално дозволената брзина на движење на јавен пат во населено место од 60 на 50 км на час, што е особено важно за поголема безбедност на ранливите групи учесници во сообраќајот, како што се пешаците, велосипедистите и децата. Потоа задолжителна обврска за користење на детско седиште при превоз на деца од 5 години. Би истакнал дека во регионот, освен Република Македонија и Црна Гора, сите други држави има имплементирана оваа обврска, како и остаткот од Европската унија. Исто така предвидени се многу значајни измени во делот на унапредување на стандардите на работа на автошколите и испитните центри, што во суштина подразбира поквалитетна обука во делот на работата на автошколите и во делот на испитните центри, значи поквалитетна возачка дозвола. На крајот би сакал да истакнам дека какво и да е законското решение, многу особено важен и акцент треба да се стави на имплементацијата на законот, така што кај сите граѓани важно е да секој граѓанин, секој учесник во сообраќајот да се преземе својата обврска за почитување на законските обврски, бидејќи безбедноста во сообраќајот е заедничка и поделена одговорност на сите. Да се почитуваат законските одредби, но и да не се наседнува на шпекулации. Би рекла, ви благодарам за гостувањето во вестите на сите.